Почитувани граѓани, почитувани медиуми, да работеше владата на Заев на проекти онолку колку што работи на скандали и афери, Република Македонија навистина ќе блескаше. Вака само блеска криминалот, корупцијата и бизнис интересите на власта. Скандалот кој го објавија медиумите дека фирма блиска на семејството Заеви добила грант од Фондот за иновации и технолошки развој е уште еден доказ дека народните пари заминуваат речиси по правило во џебовите на функционерите или фирмите на нивни блиски фирми и членови од семејствата. Имено фирмата PowerAd од Струмица, фирма за адвертајзинг и маркетинг, минатата година добила милионски грант од Фондот за иновации, истиот оној фонд за иновации кој додели грантови на фирмите на вице-премиерот Анѓушев, пратеникот Хари Локвенец, наата на советникот на Заев Цветанка Ласкова и десетици други скандалозни случаеви. Горе споменатата фирма PowerAd од Струмица не е туку така одбрана. Ако се земе досегашниот модел на доделување на грантови, постои основан сомнеж дека таа била почестена со средства само затоа што во незиното сопствеништво удел имала фамилијата Заеви преку нивната фирма Еленица. Впрочем, тоа го говорат и документите. Фирмата PowerAd од Струмица до 7 август 2018 година била во косопственост на фирмата на Заеви Еленица, а управител на PowerAd бил Митко Димитровски, инаку член на управен одбор на истата фирма на Заеви Еленица. Оваа фирма ја променила собственоста во екот на минатогодинешната афера со доделување на грантови и потоа добила милионски грант од Фондот за иновации. Мощни инвентивен начин бил пронајден освен фирмите на најблиските соработници милиони да завршат и во фирма која е блиска до семејството Заеви. Од тука прашуваме, дали фирмата PowerAd кога го добила грантот била доволно добро проверена, во чија фактичка собственост била и дали можеби се води и за оваа фирма, како и за другите, истрага, како што беше влезено и основното јавно обвинителство во Фондот за иновации за доделување на грантови. Дали Фондот за иновации не сметал дека е сомнително што една фирма која што го променила собственичкиот удел во екот на кампањата требало да биде одбиена за грантови. Да подсетиме дека Заев на говорница во собрание манипулираше со јавноста, дека наводно поради голема етичност фирмите на семејството Заеви не учествувале на конкурси за иновативни грантови. А сега еве гледаме дека информациите говорат дека оваа фирма која е добитник на грант има историјат кој директно ги врзува Заеви и грантовите на Фондот за иновации. Почитувани толку од етиката и моралните лекции кои ги делеше Зоран Заев пред граѓаните. Крајно сомнително е тоа што Еленица на Заеви туку така се откажала од собственоста во фирмата PowerAd од Струмица, која преку ноќ се избришале од листата на косопственици, ама затоа фирмата се нашла исто така мистериозно на листата на добитници на државни пари. Да подсетиме дека во тој ек на доделување државни пари преку Фондот за иновации се проневерија можеби преку 10,5 милиони евра од страна на сите овие луѓе кои што ги споменавме од раководството на СДСМ. Овој скандал е само показател на принципот на работа на Заеви, воспоставен уште од времето кога беше Зоран Заев градоначалник на Струмица. Секогаш, кога има некој добар бизнис или добра јавна набавка, ним блиска фирма се наоѓа случајно како добитник на истиот тендер. Овој скандал со фирмата PowerAd е врвот на скандалозното работење на Фондот за иновации и технолошки развој. Дополнително, Фондот за иновации и технолошки развој треба да даде одговор колку пари биле доделени на оваа фирма PowerAd, да даде евалуација, како биле потрошени, на кој начин и зашто биле потрошени. Дополнително да се утврди како е можно собствениците на фирмата, кои што се собственици само на оваа фирма, да имаат во собственост Порше Панамера, која што може би чини повеќе од 100.000 евра. Тоа треба да даде одговор Фондот за иновации, а дополнително да се поведе истрага за потеклото на имот на оваа фирма. Повикуваме надлежните институции да го испитаат начинот на кој избрана оваа фирма и дали има скриено собствеништво на фамилијата Заеви. Дополнително бараме одговор и од основното јавно обвинителство дали и оваа фирма
односно доделување на овој грант од Фондот за иновации е предмет на истрага од страна на обвинителството со случајот кога влезе за доделување на грантови. Благодарам.